сега да му посакуваме добро утро и на нашиот следен гостин Дејан Милошевски. Добро утро. Добро утро. Да, мирно утро си имаме. Мирно утро нека ни е. Ќе си имате и мирен и убав разговор, особено со оглед на тоа што Дејан го најавивме како каратист, но не е само каратист, тој е и карате судија. И изгора на тоа спортски амбасадор. Имате многу за зборување со Боданка. Многу. Повели. Искрено ти благодарам. Еве уште еднаш поздрав и до гледачите, за оние кои што можеби малку подоцна се вклучиле. Задоволство и чест ми е што ќе разговарам со еден млад, амбициозен наш македонец со потекло од преубавото Кичево. Меѓутоа живееме сега во Соединетите Американски држави. Дејан Милошевски, самурајот со македонско знаме. А она што го забележувам веднаш, тоа е македонското знаме на твоето сако палто. Добре ни дојде. Добро ве најдов, фала на Како поканата. сме? Супер. Драго ми е што е така. Немаш проблеми со останување, претпоставувам никакви. Нема. Со оглед на тоа дека кај тебе владее оној спортски дух кој што си го носиш во себе. Дејан, имавме можност пред да влеземе во студио да си поразговараме и јас од каде да почнам. Затоа што навистина си пример прво за младите, дека сето она што ние го носиме во себе, како еден талент со кој што сме живееле, каде што сме имале пречки, меѓутоа сме ги совладале пречките и сме дошле до еден многу голем успех. Накратко би сакала малку да ни раскажеш и гледачите да ги запознаеме токму со твојата мощна и интересна животна приказна. Ви благодарам за прекрасниот увод. Како што кажавте, мојата животна приказна е исполнета со многу препреки и предизвици. Тука во Македонија. Но јас не би рекол за жал, јас би рекол тие се предизвици затоа што со тие предизвици ние стануваме секогаш похрабри, посамоуверени и спремни за поголеми предизвици. Меѓутоа, надвор за да ги докажеме успесите. Затоа реков за жал. Едноставно, затоа ова е пример како ние македонците меѓу себе, ти си навистина токму таков пример, дека не можеме да се радуваме на туѓиот успех. Што е многу, навистина, за мене, нешто што, еве, јас се радувам што сега си успешен така. Тоа треба сите да го имаат во себе и да го носат и кога сме тука, кога ќе се забележи успехот, едноставно да му се подаде рака само на некој и да нели просперираме. Меѓутоа, добро, како и да е. Тие се животните патишта, како ги велиме, каде што те однесува во Соединетите Американски држави и сега сме светски дури судија во каратето, така. Ајде малку приказната да ја слушнеме. Па како што кажавте, јас почнав со карате во моето родно градче Кичево, во мојот прв клуб на 7 годишна возраст и потоа следеа низа на години тренирања, надпревари, каде што бев член на македонската репрезентација на Македонија. И дојде моментот кога требаше да одлучам дали да продолжам со надпреварување или да судам. И тогаш таа шанса јас ја прифатив како предизвик и реков подобро да направам една одлука или требаше да прекинам со карате или да продолжам како судија. И јас продолжив како судија. Но еден ден мора да се прекине каратето, вака како судија можеме да продолжиме и понатаму години. И да бидам искрен, имав една желба и една цел да бидам најдобар што можам. И тоа го докажав, станав европски судија и откако ги завршив сите лиценци, потоа во 2018 година во Дубај станав и првиот светски судија. Браво. И можам да се пофалам дека сум и најмлад прв светски судија во Македонија и во светот во тоа време. Од Македонија. Од Македонија. И потоа ме однесе во Америка, каде што за многу краток период. Да, за многу краток период, еве за една недела јас успеав да најдам работа, да почнам да работам и по неколку години. Тоа беше интересното што ми го кажа. Значи ти исто така имаш живеено и во Швајцарија. Меѓутоа кажавме дека еве западните европски земји тие го почитуваат успехот и трудот, меѓутоа чекаат многу подолг период вие да се адаптирате на нивната култура и начин на живење, па потоа да ви го признаеме успехот. Но во Соединетите Американски држави за една недела еве работа и веднаш го препознаваат квалитетот. Дали е затоа магнет за останатите Америка? Па најверојатно да, затоа што еве ќе ви кажам, во Швајцарија живеев 2 години. Во првата година беше многу тешко да направам еден тренинг како тренер.
тренерот таму ми кажа, вие сте супер како личност, како спортист, но не можам да ви дозволам да држите тренинг затоа што има веќе некој друг тренер кој го води часот. За разлика од Америка, јас појдов на првиот тренинг малку да повежбам и он ми пристапија, ме праша дали барам работа, дали сакам да работам за нив, што беше за мене чудно. Ги забележале квалитетите веднаш? Па да, најверојатно. И јас седнав да разговарам со газите и веќе во следниот ден ја почнав да работам за нив и за рок од 2-3 недели ме стави како менаџер. Што не очекуваше, предпоставувам. Да, не очекував, да бидам искрен. Како велиме народски, гром од ведро небо. Меѓутоа сега сме таму, исто така имаме свој карате клуб, така, каде што има од сите националности, предпоставувам од секаде во светот, во Америка, меѓутоа има и наши македончиња. Да, точно. Не има ли во Чикаго, да кажеме дека живееме во Чикаго, ја има ли големата бројка на македонци? Да, ја има големата бројка на македонски, како и во секој град, но Чикаго е представен како еден од најголемите американски градови со најголема македонска популација. Така. Ајде сега за карате клубот таму во Соединетите Американски држави. Еве како македонец, знаат ли за Македонија? Ги запознаваме ли со Македонија? Како си почитуван како македонец? Па да ви кажам право... Со тоа што за една недела те зеле на работа, воопшто не ги интересирало, најверојатно, од каде се, туку прво квалитетите, па потоа се запознаваат сигурно и со земјата од каде потекнува. Точно. Најголемото признавање за мене беше кога почнав да судам, представувајќи Македонија на нивните локални, интернационални и државни надпревари. И така во 2018 година за прв пат имав можност да судам, а воено и да се такмичам. Така да се појави на првото такмичење, освоив бронзен медал за жал, но сите беа изненадени за мојата техника и за мојата професионалност во областа на судењето. Со оглед на тоа дека потекнуваме од многу мала земја, да, за разлика од али таму, знаете како, таму е многу интересно затоа што има националности од целиот свет, нема дискриминација колку што има за жал во Европа. И веќе следната година 2021 кога и јас останав без работа за жал поради короната. Значи, таму ја фативме короната во Америка. Да. И бев соочен со предизвикот дека морам да донесам одлука што ќе работам и што ќе правам во својот живот. И тренав од фактот дека во карате сум многу добар и дека треба да го работите тоа што го сакате. И така ја отворив компанијата, но компанијата се разликува од другите карате клубови затоа што направив диверзификација на услугите што ги нудев, затоа што со клубот во кој што работев нудевме само карате. Па така тргнав од тој факт дека морам да имам повеќе сервиси кои што нема да зависат само од карате. И денеска можам да се пофалам дека имам карате програми, имам самоодбрана, имам нутриционизам, имам корпоративен well-being. Се во еден пакет. Све во еден пакет и е многу диверзификат. Во здраво тело, здрав дух, јас секогаш тоа го велам, да, точно, затоа што мојата визија на клубот е да имаме добро здравје и здрав живот за овие тековни генерации и за следните генерации, а нашата мисија и цел е да ја прошириме нашата пасија за карате и за здрав живот и да го изградиме карактерот на шампион. А тоа е да не се откажуваме, да имаме визија, да имаме дисциплина и да работиме кон таа визија и цел. Е сега за карате клубот е интересно затоа што јас кога го отворив беше ек на корона и посткорона и сите околу мене вика немој да правиш клуб, знаеш дека многу се затворени, нема да успееш, но јас имам верба во себе дека ќе успеам. Во исто време се вработив и во најголемата болница во Илиноис, која што е најдобра во Илиноис во последните 10 години. Како се вработивме во болницата и тоа многу ме интересира да го слушнам со оглед на тоа дека што имаме завршено? Економски факултет, магистер по МБА менеджмент. Браво, секоја чест, меѓутоа сега се наоѓаме во болница. Работиме како што? Јас работам моментално во департманот за операции, во одделот за клинички испитувања. Добро, што ти беше потребно за да се вработиш во болницата? Да бидам искрен, вработувањето беше многу лесно. Ќе ви кажам зошто. Јас конкурирав онлайн. Добро. Преку една бизнес социјална мрежа и ми закажа интервју, имав панел интервју од повеќе директори. Така. Но интервјуто беше за мене досега најинтересно, затоа што немаше некои специфични прашања. Само ме праша, кажи твојата животна сторија, кога јас кажав дека сум долгогодишен спортист, најмлад европски судија, исто и светски судија, тие ми кажа окей, добро, нема потреба ништо друго да разговараме и вие ќе може да почнете со работа. Јас така почнав, благодарение на каратето и спортскиот живот што го имам позади себе,
и можам да се пофалам дека денес сум дел од финансискиот тим, работам како финансиски координатор на болница во Чикаго. Во болница во Чикаго, за клинички испитувања кои што се базираат Да ги искоментиравме, да. окей. Да, ќе ги искоментираме. Добро, да, она што сакав да го поврземе, затоа што кога си млад и кога си амбициозен и кога сакаш да кажам вака желбите и соништата да ти се исполнат, ако ја имаме таа многу голема желба во себе, можеме да успееме, нели? Да. Меѓутоа сега треба и малку книгата да се отвори, нели? Па, треба да ги секојдневно да ги подобрувате вашите вештини и знаења, затоа што знаете, живееме во многу динамичен свет. Динамичен свет. Еве динамики, секаде одиме, ова е Будимпешта, така? Да, ова е последното светско првенство. 2023 карате сениори, како судија на какво беше ова првенство? За Ова какво станува беше збор? светско првенство, каде што полагав за лиценца и ја представав во Македонија и допатував директно од Америка. Од Америка директно тука. Колку денови траеше? Дали Траеше 2 недели, затоа што првата недела полагаме, втората недела е тековното надпреварување. И тука веќе сме светски судија. Ова е по второ светско судење. Така да ја имаме веќе таа титула. Еве не тука со македонското знаме. Да, ова е надпреварување во Чикаго. Првото надпреварување ги имавме во Калифорнија, каде што освоивме неколку медали. И второто такмичење беше државното такмичење за региони. Тоа е локално такмичење каде што учествуваат 5 до 6 states, држави во Америка, како Индијана, Илиноис, Висконсин, Њу Јорк, Вашингтон, така да во тоа такмичење за прв пат учествувавме и го освоивме 14-то место од 30 клуба. Браво. За многу брзо, за неколку месеци имавме уште едно интернационално надпреварување, каде што мојот тим учествуваше, тоа беше интернационално во Илиноис, едно од најаките надпреварувања во Илиноис, го заземавме високото 4-то место во Илиноис од 30 клуба. И најголемиот успех што сум јас горд на моите ученици и на мојот тим е пред неколку месеци учествувавме на второто за нас регионален шампионат и бевме рангирани во првите 10 клуба. Ова се многу награди. Да, за многу краток период. За многу краток период, тоа сакам да го кажам. Да бидам искрен, нашите родители, од нашите деца, на првото надпреварување не верува дека ќе освоиме медали. Беа толку скептични, не верувале, да. И затоа што, видите, сите други... Еве имаме јапонче што е кинешче. Да, јапонче, тоа е од една така, локација. тие се кога се мали се пресладки, морам да кажам, да. И морам да напомнам дека ние во Чикаго, јас сум благодарен на двете цркви македонски кои што изразија желба и поддршка да почнеме од таму. Имав многу голема поддршка. Значи поддршка од нашите иселеници кои што се таму и живеат во Чикаго. За дел од нашите иселеници, не сите за жал. Предпоставувам, мора да има некој што не сака да каже браво за успехот. За жал не има такви. Но да бидам искрен, ние работиме само два пати, за жал два тренинга во неделата, додека сите други работат 4, 5 и 6 тренинзи. Кога ќе споредите нивото на тренирање, условите кои ги имаат, но знаете, секогаш е многу важно каков тренер имате. Сега моите ученици се многу среќни што ме имаат мене за тренер и имам уште еден многу добар тренер што е исто светски судија. Големата поддршка од родителите, поддршката од црквата го даде и резултатот што го имаме и многу сум горд на тој резултат затоа што дел од тимот се и дечиња што се 4-5 години. Малецки, да. Јас почнувам со карате програмите од 3 и 4. Браво. Па имам друга програма 5 и 6 и имам уште една програма што е 7+. И после сигурно сум дека со ваков тренер стануваат зависни од тренинзите и од каратето и го сакаат. Со сето срце и душа. Да, затоа што јас сум малце специфичен тренер, јас сум повеќе другар со нив. Така. Безрезервно се жртвувам за да бидат среќни и исполнети. Кај мене тренинзите се динамични, се секогаш мотивирачки. Мојот клуб е инклузивен и имаме деца со исто кои имаат проблеми со концентрација, кои имаат ADHD, да кажеме ова нова современа болест. Но каратето многу помага. Јас бев вклучен исто и во проект со Паркинсонова болест, кога работев за америчкиот клуб. Имавме проект кој траеше година и пол. Резултатите беа многу позитивни. Со каратето? Токму за Паркинсоновата болест? Точно. На која возраст? Паркинсоновата болест
Имавме околу 50 ученици. Средната возраст беше околу 50 години. 50, така. Најстариот студент беше околу 78 години. Со оглед на тоа, нели кажуваат дека навистина е една од оние болести кои што тешко се излегува накрај со нив, меѓутоа еве кажуваш и дека каратето може многу да помогне. На каков начин? Што е она што допринесува за подобро нивно здравје? Паркинсоновата болест се јавува кога еден ензим во мозокот допамин не се лачи во одредена количина. Така. И како што кажа доктор Флешер, тај е многу познат доктор од Раш Хоспитал, таа е една од втора болница после мојата болница. Браво. Кажа дека со Паркинсоновата болест е прогресивна болест, за жал нема уште лек, но има начини како може да се контролира и да се ублажат ефектите. Да се ублажат ефектите. Точно со каратето, кога дојдоа прв пат, никогаш нема да заборавам, затоа што во тој момент и мојот живот се смени, затоа што видов дека имат поголеми војни од мене. Тие се нарекуваат Паркинсоновите самураи, затоа што секојдневно се борат со таа прогресивна болест. Прогресивна, да. И ние почнаме да го... Има и во Холивуд, нели, од актерите со таква диагноза, за жал. Кога разговаравме со доктор Флешер, видовме дека има повеќе активности, бокс, танци, возење велосипед и други некои активности кои што помагаат во намалување. Но бевме изненадени од резултатите на ова испитување, затоа што 90% од учесниците останаа во програмата, што е... Не се откажуваат. Не се откажуваат, што е... Значи дека сигурно забележале подобрување кај себе, да. Да, исто така имаше 100% од сите забележувале подобар квалитет на живот, поголема самодоверба, поголема среќа. Тоа каратето ти помогна во животот, за животните цели да ги оствариш и овие другите кои ги споменуваме? Да, секојдневно каратето ми помага затоа што ме прави да бидам резилиент, да бидам отпорен на промени кои што негативно ми влијаат на моето здравје. Колку години сме веќе во Соединетите Американски држави? Па ова ми е 5-та година. 5-та година со големи успеси, така. Да. Ќе ги искористам последниот минут, ќе го искористам, кажа дека еве во карате клубот имаме од повеќе националности. Да. Можам да предпоставам. Сега ме интересира родителите едни со други со оглед на тоа, ние тука си се знаеме кога одиме на тренизи дека сме си повеќето нели македонци. Меѓутоа ти си имаш, да кажам, работа со повеќе националности. Какво е тоа чувство и како соработуваме? Дали се различни сите едни од други или пак не мора да значи тоа ништо? Па видите, кога имаме некој начело вака како секоја култура си има своји вредности и специфичности кои се карактеризираат, да кажеме, но каратето не обединува, затоа што сите во карате носиме бела униформа и сите сме еднакви. Знаеш што ми е интересно? Кинешче во карате клуб кај што е македонец. Да. Тоа ми е некако да. Кога идеме по надпревари, доста од родителите забележуваат дека јас имам голема почит од сите. И кинези, и американци, и ерменци, затоа што Америка е една глобална, да кажам, средина каде што може да најдете се. Имаше еден, сакам да го спомнам овој факт, многу што ни се случи на изминатиот надпревар. Јас каде додам го носам македонското знаме. Еве гледам, да. Да, и на ова надпреварување јас го ставив на трибините, затоа што мојот тим е научен секогаш да правиме слики со нашето знаме. И пристапи уште неколку македонци кои што го видоа знамето и дојдоа да се поздрават, викаат. Кои што биле таму, да. Да, кои што биле таму, викаат, многу добра идеја што го истакнува знамето, вака барем да се најдеме на надпревар. Тоа не е идеја, тоа е чувството кое што го носиме во себе како љубов кон нашата земја Македонија, така ли е, да. Жалам што тука ќе мора да го заокружиме разговорот, меѓутоа ако нешто јас не прашав, а ти сакаш да споделиш со јавноста, повели. Па сакам да споделам дека моментално работам на уште еден проект за Паркинсонова болест со Northwestern Memorial Hospital. Тој треба да се надевам дека ќе започне за неколку месеци, зашто ќе ви дадам исто ексклузивно интервју да видиме како ќе се одвива тој процес, да. Тој процес, затоа што сакаме пак да испитаме дали може каратето и каква е програмата, затоа што сега малце е подобрена програмата, имаме поголемо искуство и да видиме кои се ефектите кои што можат, затоа што прошлиот пат кога бев гостин во Македонија, за жал од државата никој не пристапи за да праша каква е програмата, дали може да се примени овде, но имав индивидуални контакти од лица што се заболени во Македонија од Паркинсонова болест, прашувајќи како може да се приклучат.
Да им и помогнеме, да им подадеме Значи, рака. тоа е мојата цел, да направиме една универзална програма која што може Браво. да биде спроведена во клубовите од кај нас во Секој е Македонија. чест. Дејан, многу ми беше драго што имавме можност да се поразговараме и гледачите да те запознаат како наш многу успешен македонец кој сега работи и живее во Соединетите американски држави, поточно во Чикаго. Се гледаме повторно, како што кажа, и за сите твои успеси да разговараме тука. Посакувам уште многу. Ви благодарам. Да, те чекаме Дејан пак да не дојдеш овде. Успеваш често да доаѓаш како Да, со врските? Често патувам, затоа што имам речиси секој викенд некое такмичење во Америка, така да доста патувам, да. Браво.